Да се подсетиме на што се смеевме минатите 5 сезони во вчерашни новости. Лайфстайл. Автомобилска класика. Ништо. Гостувања. Cabo Foz e Bolebel. Bravo! Спорт. Што е до нас? Во продолжение ги гледате дел од најдобрите прилози на вчерашни новости. Изборната кампања започна. За разлика од другите партии кои ветуваат се и се што и само гледаат како да дојдат на власт, партијата на неопределените се грижи за вистинските интереси на граѓаните. Ви пренесуваме дел од митингот на Климе, лидерот на неопределените. Ние не се грижиме само за неопределените. И определениве ги имат истите проблеми како нас. Ова е наша заедничка земја. Задолжени сме до гуша. Чекај, Марец, пази што зборувам. Кога ќе дојде време да се враќаат долговиве, никој нема да не опитви дали си определен или си неопределен. Сите ќе ги враќаме долговите. Не интересираат исто загризени сме дали ќе банкротираат пензискиот фонд. Чекај, море. На шо личи бе то нешто еден вработен за петорица да работат, то ти исто како 5 души на ушка да ја носиш. Па то што не интересираат нас политика, то не значи дека весла цицаме. Аплауз сега. Фала. Крајно време е сите, и определени и неопределени, да се определиме за битните работи, за да знаеме дали ќе ја бидит Република Македонија или нема да ја бидит. Па после пак секој нека си влечит лево-десно. Аплауз. Наша предност е тоа што не имаат и македонци, и албанци, и срби, и власи, и старо, и младо, и машко, и женско. Неопределените ги имаат во сите краишта на Република Македонија. Слушам зборвет на 11 дали ќе излезеле да гласат. Чекај, маре, чекај. Прати што зборувам. Ќе ти кажам. Се мисле, слушам се думале на 11 дали да излегле на гласање или не, да било ладно, да нимало магла. Сега ние, па цел Варош за водици во езеро се фрлят по крстон, дали ќе излегвит да гласат или не ќе излегвит. Немат пој ќе изговори. Ние ако не се определиме, друг ќе се определит за нас. Аплауз! Да живеат Македонија! За неопределени да се определят! Да, браво! За Македонија! Силе море, ало, ам слушаш одговор нас, а ти... Како човек да не им ја даде довербата? Ова е Билјана. Билјана платно белеше затоа што сака дома се да е бело. Зато јас зидоите ги белеам со Максипол, зашто е најбел и најубаво покриват. Многу љубам да кречам, да белам зидои љубам јас. Многу љубам да фарбам, зашмор не фарбаш и ти. Максипол. Поларно бело. Ова е бело. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Магнезиум 400 плюс Б комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Заслади го секој момент и уживај во светот на чоколадните школки Атлантис, создадени да го направат секој миг посебен. Витаминка.
Така е, студио ќе поразговараме со поп дуото обновители кои што по 5 извадени студиски албуми Богојавление, Успение, Миропомазание, Созрцание, Greatest Hits волуме 1 решија да се впуштат во градежништво. Зграда од 60 ката. Зошто побогу? Од кај да почнам, поп? Кажувај ги спратовите Борче и те молам успокои го гласот. Така. Од 1 до 3 спрат пресвети деловни простории, од 3 до 5 благодетни станови за градоначалници, од 5 до 8 монашки хотел со 4 звезди, покриен базен, сауна, спа и джакузи со света вода. А да ве подсетам дека имате 60 кати и дека ќе ни заврши емисијата додека вие ги наредите сите. 9 кат градинка со веронаука, од 10 до 20 кат социјален квадрат, 20 до 30 кат катни гробишта со капели катни, 30 до 32 спрат за Макдоналдс е предвиден, на 33 кат тераса за Господин. Во Кензо Тангестил. На 34-ти спрат ќе биде ПОЦ, на 35-ти УЈП, на 36-ти спрат СОК, на 37-ми МПЦ. А ако МПЦ има гости, има соби и на 38-ми. Хотелиерство, обновители, станете лесно. На Скопје жители, зашто никој не прекешот свеки сега гработиме градежништво. Просветители. Ворете, Борче, малку отидовме многу тврдо корно со работа. Да. Остави некоја песна и за другиот албум, Борче. Се одјавувам од прилогот со дуото обновители, со видео и аудио се селиме во студио Јо. Добар ден. Здраво. Здраво. Али слушам кај тебе бил клучот за одлучување на влада. Има еден клjuč кај мене, але лесно ги губим. Па сакам тебе да ти го дадам, ти да го чуваш. Не е проблем. Ќе го земеме клучот, ќе го дадеме кај што треба. Гладни има некој за келнер да викнеме? Ова шведска маса е, ова шведска? Не, ова е од гостила еден приватњак, он ги прави многу оригинал. Стварно? На глупави маси има, не знаеш што од гостила. Најден е клjuč ако обара некој кај чувароте. Господин Ахмети, се извинувам на прашање ако може. На прашање ако може, дали е точно дека клучот за формирање на влада е кај вас? Клjučот бил кај мене. Ја му го дадов на господинот Иванов. Сега он нека моја мисли, нека крши глава, дали ќе прави влада, ќе прави или што сака, друго нешто, нека прави. Лева, десна, здраво. Се лева и беше, десно и беше. Да не ме фаќаат туоци, чекај да го заватам пикалова наопаку. Георге, слушам кај тебе бил клjučот сега за влада. Добро, сега реално клjučот кај вас беше 20 дена, али ако треба и пак ќе го дадеме, таа врата мора да се отвори. Кршиме ако треба беше сега. Чекај, може пак ќе го даде клjučот, а? Добар ден, граѓани и граѓанки на Република Македонија. Тито бил бравар, него му било лесно, него сите врати му биле отворени. Јас клjučот што го имам не е калаус клjuč и не може да отвара вратата таа што сакам јас да отворам. If you know what I mean. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска дојдовме на повик на председателот Иванов да ни го даде клjučот, требаше да ни го даде, ама како што знаете клjučот не го даде. Ама тоа за нас не е никаков проблем, заради тоа што нашата врата уопште и нема брава и нашата врата секој може да ја отвори. Шо бе, Зоки, пак ли не пали? Не бе, пали, ама брзам, затоа го гурам. Тоа се овие класични вицеви што се за Југо. Југо. Автомобилска класика каде што многу генерации од кај нас првите своји возачки искуства ги стекнале и таа сега ова е бело, меѓутоа го има и црвено и плаво и во друга боја. Бестселерот со 3 врати на фабриката од Крагуевац при секоја вожња нуди неверојатно искуство за тоа што никад не знаеш дали ќе те донесува до дестинацијата што си го посакуваш. Пошто за нас вожњата е само забава, а дестинацијата ни е задоволство, ние ќе уживаме во овој прекрасен болид.
Као што може да видите, он делува малце старински, да не речем винтидж, зашто овде има корозија, меѓутоа тоа е класика, нема ништо. Позади опремено е со греачи на задње стакло, што викаат злобниците зимно време кога го гураш, демек да не ти студело на руките. Иначе автомобилска класика. Ништо, мислим ова е Југоспорт. Види сега, го има во два модели, класика и спорт. Некои мислат дека Југоспорт е за тоа што тој што го вози носи тренерки, меѓутоа тоа не е тачно. Југоспорт се разликува од обично Југо по тоа што позади на куката има и тениска лоптица, додека класик нема, мислим тоа е. Кога се тестира quality control, јапанецот ја зима мачката, го става внатре навечер, ја затвара вратата. Сабајле кога ќе дојде, ако го ќе отвори, ако е мачката жива, значи дека колата влага воздух и нешто не дихтува добро, иде на доработка. Исто го користат и во фабриката во Крагуевац, зимаат мачка, го ставаат внатре навечер, го затвараат вратата. Кога ќе отвори сабајле, ако е мачката внатре, значи колата добро дихтува. Ако го нема мачката, вратата иде на доработка, колата се рециклира и тоа е, мислим. Нема реквизитори, тоа се гледа јасно, а и нема потреба за тоа што увек си задни, никој нема шанси да биде позади тебе. Иначе може да видиш оние простран, дизајнирани е да се возат 5 луѓе, еден да вози, 4 да буткаат, што викаат по вицеви. Сегде привлекуваш внимание кога возиш, еве мафтаат тука, женски сите мафтаат. Клима у колата нема никако додатна опрема, али за тоа има ручка за прозорот што можеш да го отвараш и како додатна опрема обавезно идеш штрафсигер што го ставаш у џамо за да не се баѓа сам, мислам, разбираш. Еве види, секоја кривина е битка за себе, која што фала Богу сте го поминувале изванредно. Види. Менјачот е синхронизиран, малку има, се работи со бицепс и бицепс. Ете, амортизерите се тврди, спортска вожња. Брисачот може да видиш работи, што е вистинско чудо и е доказ дека тој што го имал одлично го одржава. Како што може да видиш на инструмент таблата, кога ќе дојде до 80, ована се тресе, што сака да каже дека овој градски хетчбек со 3 врати од производителот од Крагуевац сака да ти кажува дека не е дизајниран за многу големи брзини, као да ти вика чекај, јас сум Југо, немој да брзаме. Това е све во ова издание на рецензија за Зоки. Се гледаме у некоја друга рецензија во некое друго возило. Бидете така. Може ли да замислите како би се развивало нашето општество доколку ние, како луѓе, во палеолитот и денес би ги немале Тука беа до сега, човече. Еве ги. Значи, како си ја вршат работата, тоа е... Браво! Здраво. Мија скрши кичма. Како е да си нинџа? Шо бе, како е да се биде? Ја памтам времења бе која не се замишља свадба без нинџа. Па се знае, младожењата го стрижиш со овакво традиционално со катана. Се знае како се бричи со катана. Баш кај секој село имаше нинџа клан. Заштитници, знаеш како е? Гулевци, делчевци, санданци, све тоа. И текна првиот шурикен прилепи Катланово. Прилепи Катланово, така. Добро, немој тргни се, не ми се доближувај. Добро, има ли начин да се задржи тој традиционален занает? Има бе со ангажмани, ама ние се помалце ги имаме. Ние сме ти мајстори бе, мајстори на камелонизација, на асимилација, на канализација, градежништво. Ама ништо, сега само по избори не викаат и по некој сунет. Саш да видиш демонстрација како изгледа тоа? Да, ама не на мене, така. Ај, се заебавам бе, не на тебе. Значи вака се пунат кутии. Ало? Ало? Да донесеш булдожери, може? Можи. Сенпај, треба да дигаме Ја зграда. Аригато. Ајде, тато. Ос, ични. Ични? Медиапан! Медиапан. Се извинам, да ве прашам, што се случува? Ај бега, доста снимат, ај изгаси камера. Што бе, кој ви се јави? Не е битно, од општина аеродром ни се јавија, трета смена имаме работа. Бегај бе, ајде! Чекај, зашто?
Добро, ете, драги гледачи, како што можевме да забележиме, ни се разрешија некои мистерии. Видовме дека ненџите се задолжени за тоа да работат трета смена и дигаат згради, за да пунат гласачки кутии и да сечат дрва после полноќ навечер. Ненџите со еден збор се меѓу нас. Ме боли кичмата. Студио? Ќе бегам се да можам, да си овозможам. Movember. Bovember, Cabo Foz e Movember. Bravo. I think this is the beginning of one really beautiful friendship. Friendship. This is real? Mermeres. Original mermeres. Real marble. Приlepseš. Really? Excellent. Like. Одлично. Од таму па кој ќе фатиш гулашо, кој ќе те фати, кој ќе те спотела, па се до нема кој. Што сум кркал. Beginning in the beautiful friendship. Really beautiful. Excellent. Azilant. Ја ти викам така ова, значи пре многу ризично беше потекот, меѓутоа благодарејќи на вас и вашата поддршка успеавме тука да дојдеме и ајде да заедно. Ütlemes. Десите ова, we some very grateful. I cannot describe. No, мусташ нема. Полека тука еве на филмот вика црвената. Црвената? Црвена полека, но смири се на кифлици, мисли се, абе ги сече и на кифлици. Не можам да истечам, не е црвената. Ај боби полека, сече црвена. Не е црвената, задње пат црвената кој сеговме ќе упаднат палави од собрание, батали, не е црвената. Е па што да правиме се? Тај ова плавата да се. Плавата да сечеш? Ќе пробам се. Абе нема да сечеш плавата. Иле фати сече, ама полека. Абе чекај малку. Slowly, што беше на енглески? Кроце. Знам ја англиски. Ја знам англиски. Мислиш себе на свинска коленичка, мислиш. Знаеш она, како и се твојага ца, кожичката, да? Алфа, ја фатив. Ја ја вадам. Опе, Чекай, луѓето, ова тези ја ни прават преска. Да сечам плава. Сечи ја плават. 1 евро. Шо на клетвата и 1 евро од квадратни дори се. Фалц работа, видели? Ја сечам црната, ќе сечам. Сечам, Абе, началниче, бе. Гледаш, само да си гледаш што е тоа. Компјутер што значи ви сам си разбија, не ја сечи. Абе нема време, дај зелената ќе сечам. Не, никако, зелената никако. По 18 години оваа зелената ти уземлење, бе. Ко бевме на оној курсот и текнеу мала речица што не учеа, зелената никад не се сече. Ќе пукне И шо ако пукне? Што е ова? Бе, нова ми е јакната, бе, Боби, лом, бе, гледај ова, нови се јакните. Пукна цевка. Па пукна цевка. Ќе направи, види, за тоа прекина изгледа ова време да тече. Па толку е квалитетна. Waterproof, знаеш ли што е waterproof? Што е water? Вода. Proof?
Пруф беше ова која... Доказваме му, воден дојде, дај земи дома ќе оправиме, гледај, за ништо не би ова. Фатам сите жици ќе ги отконам. Не се нервирај, Борис, ќе ставиме, ќе се оправи. Што кинези ќе мора, баре од пекарска дица. Нема потреба од паника. Грчките земјоделци можат колку сакаат да го блокираат сообраќајот на граничниот премин Богородица. Нафтена криза во Македонија нема да има. На линк го имаме Кузман. Да, студио, и покрај штедливоста на поранешниот премиер, не се очекува новата влада да ги вклучи резервните деривати. Тоа се должи на последните податоци од Заводот за статистика, кој покажува дека во последните 2,5 години во Македонија драстично е намалена потребата за овие деривати. Што значи македонскиот народ се помалку и помалку пие нафта. Тоа би било се за овој настан. Јована, ако немаш веќе прашање, јас би сакал да ти кажам нешто. Како што знаеш, ние се запознавме овде во оваа емисија и потоа нашата љубов прерасна во огромна врска. Во таа чест би сакал да те прашам, Јована, дали ти сакаш да се омажиш за мене? Кузман, Петар е на линк. Кузман, дали се слушаме? Молам? Ти велам Петар е на линк, не е Јована. Петар, каде е Јована? Па Јована, излезе нешто, Кузман, имаше работа. Повели? Можеш да и пренесеш? Што да и пренесам, извини? Дали сакаш да се омажиш за мене? Јас дали сакам да се омажам за тебе, Кузман? Поласкан сум, ти благодарам, но... Не ти, Јована дали сака да се омажи за мене? Јована. Почитувани гледачи, очигледно имаме технички проблеми, се извинуваме, продолжуваме ние со вестите. Ова е Билјана. Билјана платно белеше затоа што сака дома се да е бело. Зато јас зидоите ги белеам со Максипол, зашто е најбел и најубаво покриват. Многу љубам да кречам, да белам зидои љубам јас. Многу љубам да фарбам, зашмор не фарбаш и ти. Максипол. Поларно бело. Ова е бело. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Магнезиум 400 плюс Б комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Заслади го секој момент и уживај во светот на чоколадните школки Атлантис, создадени да го направат секој миг посебен. Витаминка. Канабо Хемор. Крем за воспалени хемороиди со CBD и билни екстракти. Намалува печење, чешање, локален оток и болка. Канабо Хемор. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Погледни поинако. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Дај му ја! Ајде бе! Бабу! Сам е! Абе што не му даде него? Да, така е студио. Значи, овие информации не ги негираат ниту селекторот, ниту стручниот штаб. Мечот е закажан за 30 септември. Останува да видиме дали селекторот ќе успее да ги консолидира нашите редови. Можеме. Кој те стане? Да играш се, кој ќе сај тебе да играш бе? Ела бе, влези!
Не влагам бе. Тука сме со репрезентативците кои што нели го бойкотираат ова европско, квалификациите за европско и надпреварот на 30. Зошто бойкотираат? Зошто не му даде бе? Имам пипер за љупење, се договорив. Фајвар прави. Ајде бе, па ти не лажи, кажи зашто не кеш да играш. Што да кажам зашто не ќе? Па не ќе да играм, што не ќе да играм? У Европа да играм под друго име. Не ќе да играм, тука ќе се играм. Не ќе да. Зашто да не ќе да играш? Европа е една голема лига. Јас сакам да играм. Значи најблиску репрезентацијата е најблиску до квалификации во моментот. Знам, сакам, ама не ќе бе, тука боле у трета лига, тука ќе играм под моје име него таму. Ојде влези. Не влагам бе, не влагам. Ајде ти влези, ајде. Што ја? Он бойкотира. Ајде. Чекај да појам мочалник. Ово е. Ладе бе. Ево да влези ти ја. Ово е од Дуј. Што офсајд уште не сум влегол. Ту пичко матер. Ете, така играчите играат шут од дупе малце да се релаксираат. Кажете ми, имам информација дека постои раскол помеѓу играчите. Некои бойкотираат, некои сакаат да се надпреваруваат на престојните квалификации. Дали ќе успеете до крајот на квалификациите да ги вратите назад? Видете, точно е дека Старите делот односи. играчите бойкотираат тренингот. Мислам, тоа е нивно демократско право. Меѓутоа Така е. сега, пошто секој по сопствено убедување, ја верувам и дека делот играчите ќе се вратат на оваа, сепак е оваа многу важна утакмица. Да. Многу е оваа важна утакмица за квалификација, као што може да видите тука и представници од Европската Унија више го спремаат теренот, така да јас сум убеден и оптимист сум, ве уверувам дека атмосферата во нашата соблекувална е многу хармонична, ние ќе победиме, оваа утакмица е значајна, многу овие квалификации се све за нас и убеден сум и апелирам и на публиката да видат нашиот 12-ти играч кој што масовно ќе го даде гласот за да победиме на оваа утакмица. Ете, селекторот смета дека топката ова е моја. Ете, драги гледачи, се враќаме назад на тренинг. Добар Емалио. А после тој што го вози тракторчето се со камшикот кој ќе ни викне да видиш како има да играме во Европа ние. Со глава играј! Со глава! Ајде бе! Бабу! Сам е! Ајде бе! Ево да влези ти јоа! Абе тене ти бе! Дај му него да што ти тука! Ајде! Кажи му како теби! Ајде бе! Бабу! Сам е! Ајде бе! Значи, дечки запутени сте само так, по пола метро. Зборуваме со капитенот на репрезентацијата. Нашата репрезентација е најблиску до квалификациите за европско. Какво е чувството? Абе, аут! Одлично. Дали мислите дека ќе победиме на 30? Каква е проценка? Мислам, да. Абе, пасувај го дај! Победиме, ете, капитенот мисли дека ќе победиме. Вие? Види. Дај! Што е за нас? Ние ќе... Него дека бе! Абе, што не го даде него? Ние ќе го оставаме срцето на терен за Македонија. Него таму! Да. И може да победуваме. Ете, убаво е кога ќе се слушне дека некој сака да го остави срцето на терен. За Македонија. Топката. Дај му ја, дај му ја! Ви благодарам. Добра ноќ, драги гледачи. Времето вчера беше исто ко минатата среда и се очекува исто и во деновите што следат, така да нема што да не изненади. Предизборни бури од ветувања, само за поевтинувања. Прекрасно време за предизборна трка, чекори сигурно зашо улици ќе се крпат. Улици ќе се крпат у Слепче, улици ќе се крпат у Прилеп, да, улици ќе се крпат и у Слатина, може би улици ќе се крпат, не може би тако сигурно, драги гледачи. Лека ноќ. Ова е една љубовна романса за двајца млади кои што многу се сакале, но по промената тоа види што се случило. Дурбевме јаки, ти стално се смееше. Што ти стана, што се растажи? Немој случајно налево да ми се престроиш. Држи десно, биди стрекнати. Депресито, немој да си депресито. Не се плаши моја мила, ке видат они што е сила. Депресито, зашто се ми депресито? Можат само да ни се фатат, нашите пак ќе се вратат. Не дај Боже, не дај Боже.
Ако има Господ, нема ниту ден да лежам. Ке бегам се дур можам, да си овозможам. Сите ке ве апсам, ние сме на власта, крајот ви се гледа, сите ке ве редам, полека, полека, идете во затвор, еден по еден, од прв до последен. Депресито, немој да си депресито, не се плаши моја мила, ти ги сипнеме брзо на сила. Депресито, зашто се ми депресито, можат само да ни се фатат, нашите пак ќе се вратат. Депресито. Ете, тоа беше ова изворена песна со ова љубовна романса за двајца млади, а како ќе заврши оваа приказна, ќе дознаеме на следните избори.